По средбата со жителите на Драгоево и Селце, градоначалникот на Штип Захариев денес беше меѓу граѓаните од Железничка и Чардаклија. Заеднички издвојуваа приоритети за работа за наредната година. Во Железничка изминатиот период се работеше интензивно, но работа според Захариев таму има уште. Решавањето на проблемот со канализацијата во одреден дел од населбата, водовод во Горна Железничка и асфалтирање некаде околу 300 метри улици кои не ги асфалтиравме минатата година, заради тоа што немаше санитарни инсталации. Слични потреби имаат и жителите на Чардаклија. Останува она решение за приклучување на водоводниот систем на градскиот водовод да се заврши до крај. Колку барањата на граѓаните се поклопуваат со локалните планови за работа. Да го завршиме патот до црквата Светилија, потоа она одлука на влада дека Министерството за живота средина ќе обезбеди средства за изградба на водовод за Македонка, Чардаклија и за Балканска ќе биде решено. И лично мислам дека во оваа наслоба ќе треба да направиме напори околу просторното решавање на гробиштата во селото. Освен ова, со измената на генералниот урбанистички план на Штип, општината планира ново и побезбедно сообраќајно решение во близина на Чардаклија, односно на влезот на Штип од страна на Кочани. На излезот на селбата Чардаклија, близу винаријата Езимитки, имаме нова клучка со надвожници и подвожници, каде едноставно луѓето веќе нема да бидат изложувани на ризици кога свртуваат лево према градот. Во наредниот период Захариев планира посета на сите урбани и местни заедници пред да се подготви целосната програма за работа за догодина. Приоритет е обезбедување на чиста вода за пиење за сите граѓани, поставување на канализациони системи во сите населени места и пристапен пат и асфалт во Штип и Штипско.